бидејќи владеачкото мнозинство остана немо на нашите укажувања и апели, не вклучувајќи ја ниту стручната, ниту научната јавност и без консензус, како во ниту една друга држава вчера го изгласа Законот за лустрација, за Социјалдемократскиот сојуз овој закон не постои. Не произведува правни действија и единствено представува алатка која власта ја носи со цел пресметка со политичките неистомисленици и ништо повеќе. Одлуките на Уставниот суд представуваат дел од правниот поредок. Тоа е како да се тие дел од Уставот на Република Македонија. Овој закон, опфатот негов и еден друг огромен број на одредби, веќе се во судир со постоечките одлуки на Уставниот суд и со Уставот на Република Македонија. Веќе за вакви прашања Уставниот суд се произнел. Од тука, и ако се покрене нова постапка, не може ниту еден друг следен состав на Уставен суд да ја преиначи претходно донесената одлука на истиот тој орган. Таа е дел од Уставот. Во основа, Либералната партија во 2008 година го понуди Законот за лустрација во неговата првична форма. Пристапот на онаа така наречена мека лустрација требаше да биде вовед во помирувањето во македонското општество. Не е целта да се санкционираат поранешни функционери, целта е да се спречат лица кои кршеле човекови права да би имаат пристап до јавни функции на локално или на државно ниво. Сметете дека со вака оштетена лустрација, како што се случи вчера, денеска практично имаме ситуација во навестување да се оштети процесот на рехабилитација. Имаме процеси кои македонското општество мора да ги затвори, заради потребата на нашето општество, а не заради потребата во очите на некои трети. Ја и натаму имам забелешки, меѓутоа ја ценам дека процесот на лустрација мора да продолжува и така што ние најавуваме дека брзо ќе пуштиме во собраниска процедура закон за рехабилитација.